Според програма на општина Куманово и оно што таа има задолжено како ја по чистота и зеленило, ние сме задолжени за зимската програма во централно градско подрачје и во тој дел отпаѓаат 9 милиони, доколку ги искористиме. Останатиот дел си има тендерска постапка и има фирма кој инженери која е задолжена за руралниот дел. Нашата механизација како и човечки потенцијал во тој дел се спремни. Располагаме со 3 кипер машини, едната е овде на депо на ја паркинг, останатите 2 се на депонија и се во здрава кондиција. Тоа се кипер камиони кои што имаат соларки од позади за расфрлување на сол и напред имаат можеби за расчистување на истиот. Осем овие 3 кипер камиони има уште 2 трактори со ножеви и циклони кои треба да обавуваат истата работа и расфрлувањето на сол, како и автометлачки, 3 автометлачки кои се задолжени за јавно-прометни површини, како што се плоштадот и пешачки патеки кај што поминуваат пешаците, како и за останати површини кај што треба да се интервенираат таков тип. Во Куманово често се случува токму руралните средини да останат отсечени поради наносен снег. Лани имавте ли таков проблем, меѓутоа зимата беше блага, немаше недоволно снег? Последниве години немаме некој снег, сега има некои најави очекување дека ќе има поголеми снежни наноси. Ние сме спремни да говориме сето тоа, како и фирмата која што е задолжена за руралниот дел. Во секој случај тука сме и координативно да делуваме, како би можеле граѓаните да ги заштитиме доколку има поголеми наноси, а наноси треба да има и останува да очекуваме тој снег па и дичиња да некому се поредуваат. Каде 9 и 5? Прашајте ме. Има ли доволно количини на сол оваа година? Има доволни количини на сол, истата е марацински распределена и се чува, како и количини на ајсмелт кои што се расфрлуваат на поголеми минусни температури, на јавно-прометни површини и недостапни се целокупниот процес, ако не се многу достапни, се користи со помпи, како би може да може граѓаните слободно да се движат.